Како влада правевме и правиме се што е потребно да ја ублажиме немерливата болка на семејствата на трагично загинатите во Пулс, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, одговорајќи на прашањето дали семејствата ќе добијат еднократна парична помош по примерот на оние кои починаа во пожарот во модуларната болница во Тетово за време на ковид пандемијата. Апсолутно немам никаква дилема дека ние како влада правевме, правиме и ќе правиме се што е потребно за да се помогне во тој случај, да се ублажи болката која што е неизмерна, неограничена, голема. На маршот во саботата, Маја Блажева, сопруга на еден од загинатите пејачи од ДНК, побара од пратениците да формираат посебна анкетна комисија за независно испитување на трагедијата во кочанската дискотека Пулс. Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека прашањето за подршка треба да се упати до пратениците од владеачката партија. За поддршката на анкетната комисија, тоа прашање мислам дека е добро да го поставите на пратениците. Мислам дека ваков тип на соочување со јавноста многу скоро ќе биде кога ќе почне процесот во суд, така што таму ќе можат сите и граѓаните, и јавноста, и вие медиумите да следите што се случува. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која животот го загубија 63 лица, а околу 200 беа повредени, ќе почне во среда на 19 ноември во судницата во Казнено-поправната установа Идризово. Обвините се 34 лица и 3 фирми, а наредниот месец се очекува обвинение и против 26 полицајци.